Денеска ќе направиме едно смути од банана, јаболко и малина. Шумско воше, да. Ова е само малина. Само малина, добро. Да, ова не е само малина, иако шумското воше да не е секогаш во комбинација. И ќе уживаме во тоа, а се разбира и во утринското наше будење. Да, имено. Сега ќе ја поканиме Јулијана Кузмановска, која што утре од својот дом ќе се јави повторно во еден позитивен, фамилиарен, хектичен момент додека се подготвуваат секако за сите обврски и активности. Јуле, добро утро повторно од утринската на Телма и тоа во пресрет на секако овие нови филмови кои што по свестом Оскаровското магично шоу се прикажуваат и благодарение на МЦФ МКД, во која што си ти и дел како филмска платформа, како една од најмладите дистрибутерски филмски куки кај нас, имаш прилика да денеска да најдеш повторно изненадување за оние кои што следат утринската на Телма и со вас последниот период дефинитивно имавме прилика да доделиме билети можеби за еден од најголемите филмски наслови кои што пристигнаа годинава, каде што Џоли повторно ја гледаме филмското платно во улога на портретирање на оперската певица Марија Калас. Меѓутоа ќе спомнеме за филмовите, како започна утрото сега за семејството Кузмановски. Добро утро и од мене. Добро утро ваши гледач. Секој што деца подпување на деца училиште за во градинка, тоа е значи приоритет, но па потоа се спремаме ние, заминуваме на работа, почнуваат сите работни обврски. Првично кафе. Јас сум отиеш пијам кафе. Да, соодветно. Кафе, па се така. Што се однесува значи од филмскиот свет, можам да напоменам дека веќе во кино ни филмот Flow, кој што инаку на македонски преведен Поплава, кој што се здоби со наградата Оскар, една од најпрестижните филмски награди, заслужено затоа што станува за една прекрасна анимација. Пишува ваката мача. Помогам на екранот Марија, кој е филм кој што моментот исто така игра. Јуле, не слушаш во моментот, малку се прекинува телефонската линија, поточно говорот. Дали ќе можеш малку поблиску, велат колегите од техника. Дали е во ред? Сега малку подобро, сега е малку подобро. Ако може уште еднаш, нема да ни земеш зло да преповториш околу Flow или Поплава, секако овој наслов кој што пристигна во македонскиот кино благодарение на МЦФ МКД, конкретно стана збор за една мачка која што се соочува со животните предизвици, барем некако представува една метафора на самиот инстинкт како човек треба да преживее. За една мачка која што значи се соочува со преживувања, се соочува со предизвици во животот, значи тоа е еден емотивен филм, семеен филм кој што можам да кажам дека може да го гледаат сите генерации, не само помалите, него и поголемите генерации. Направен е визуално прекрасен. Затоа и заслужено си ја доби наградата Оскар за најдобра анимација и топло ја препорачувам да ја погледнат затоа што е навистина и визуално прекрасен филм, покрај приказната која што е преемотивна, значи за преживување, за пријателство, за адаптирање, преубав филм. Значи слободно нека одат, нека го погледнат филмот, веќе игра од 6 март во кината, така да го препорачувам за сите генерации овој филм, а исто така препорачувам да го погледнат оние кои што не го имаат погледнато филмот Марија. Марија е прекрасен филм исто така за оперската пејачка Марија Калас, која што веќе игра во кината низ Македонија и кој што дефинитивно еден од популарните филми во моментов, не е лошо кој што може да си го погледнат овој филм. Дефинитивно има прилика да го погледам, мора да признам дека толку добро и личи оваа улога на Анџелина Џоли, одлично ја портретирала, таа и во голем дел на своите интервјуа кажува дека буквално го обсервирала и дигестирала целиот животен опус колку што се обидела нели во моментот кога ја добива нели улогата.
Јас го погледнав филмот и можам да кажам дека на Анџелина Џоли можеби е една од најдобрите улоги до сега. Да, морам да признам дека и Синеплекс кој што ќе ги имаме денеска ќе спомнат за филмскиот маратон кој што ќе се случува, нели, во овој период, кажуваат дека секој пат се бара билет повеќе и дека особено повозрасната популација го ужива филмот со Анџелина Џоли или портретирањето на оперската певица Марија Калас. Мора да признам дека филмот е прилично бавен, како што всушност и се некои нејзини последни денови, нели, додека таа за жал ги минувала во својот дом со својата послуга. Нели да речеме како што често е, нели, за тој дел од животот таа знаела да биде со многу подеми падови и тоа е некако портретирано малку бавно и пасивно, буквално како што бил и животот на Марија Калас последните, нели, месеци од нејзиниот живот. Мене доста емотивен ми беше филмот, особено на крајот. Емотивно го доживеав целиот нејзин живот, се она што изоставувало е одлично третирано, а особено тоа што Анџелина Џоли е, значи, една можеби најдобра улога до сега што ја имала, си има дадено скроз во Сосема. Има пред Марија Калас. Да, многу интересно е тој, да речеме, копање под површината на животот и како на еден момент апсолутно без да го напушти своето его Марија Калас, нели, горделиво на целата можеби животна сторија или приказна која што имала, некако до самиот старт го дава својот последен животен импулс да запее од својот балкон и на тој начин некако да заврши и кулминира филмот. Нема да кажеме многу повеќе, филмот секој пат еве како што вели Билјана, вашите колеги вели дека се бара билет повеќе за филмот кој што во моментот се уште игра со редовен репертоар во Синеплекс. Да, ќе биде вистинско уживање за сите оние кои што не го погледнале, а ќе имаат можност наскоро да го погледнат. Инаку, Јулијана, како дистрибутерска куќа која што е застапена на најголемите фестивали во Македонија, да речеме, нели, пример, Европскиот филм Синадејс фестивалот Браќа Манаки, Скопскиот фестивал и така натака. 2025 година е пред нас, мислам, ја започнавме годината и секако ветува многу, но кога зборуваме за овие фестивали, што е она кое што и оваа година е во план? Тоа не можам да кажам. Филмските наслови не се се уште одредени и не се уште отвртени од страна на фестивалите. Тоа самите фестивали, значи, го одлучуваат, така да само би можела да шпекулирам. Меѓутоа можам да кажам дека во кино наредниот период ќе донесеме 2 француски филма. Тоа е едниот кој што ќе се игра на 3 април, а следниот е на 17 март, на 13 април и на 17 март, значи на 13 април не игра Света крава. Тоа е француска комедија, драма, доколку некој сака да погледне некој таков филм, веќе од 13 март може да го погледне во киното Синеплекс, киното Милениум и останатите кина низ целата земја. А веќе на 17 април ни доаѓа исто француски еден филм Дивиот диамант, кој што исто така доста наградуван, убав француски филм, драма, која што исто публиката може да ја погледне во сите кина низ Македонија. Да, инаку кога станува збор за дистрибуцијата, да не забораваме дека вие практично сте во соработка со 20th Century Fox, една од најголемите можеби, нели, филмски компании, ако не се лажам? Не. Бевме, значи сега во моментов тие се ребрендирани во Дизни. Да, и тоа го слушнав, да, имаш право, да, тоа го слушнав. Иако не знам дали се уште се појава логото на 20th Century Fox во некој филмски наслов. Не, 20th Century Fox си го презема Дизни, така да само кога се ради филм кај Дизни, тогаш 20th Century Fox се појавува. Тоа значи дека секој филм кој што би требало и требаше да биде, сега е под капата на Дизни од 20th Century Fox. Интересно се дозна и вела дека ова ќе биде дефинитивно 2025, кога Ивана ја спомена, филмска година за Дизни. Дефинитивно вела дека многу наслови пристигнуваат, почнувајќи со Муфаса, сега, нели, Снежана која што пристигнува за скоро во овој март. Так. Да, но ние не сме за Дизни, така да тие филмови допрва ќе доаѓаат, ќе бидат интересни. Се надевам дека публиката и тие филмови ќе се допаднат. Секако, јас препорачувам, значи, публиката да оди во кино, затоа што киното е едно посебно уживање. Филмот не можеш да го доживееш дома, онака како што можеш да го доживееш во киносалите, со сите тие, со таа удобност на
седиштата, значи самиот филм магијата ја доживуваш кога си значи во киносала. И Апсолутно. тоа препорачувам луѓето барем од време на време да го посетат киното, бидејќи тоа е едно посебно искуство. Тоа е едно како да кажем, една терапија која што искрено мислам дека секој човек треба од време на време да си ја подари на себе. А така е. Јулијана, благодариме за ова утринско будење со нашите гледачи со утринска на Телма и овие препораки кои што можевме да ги споменеме, а кои се разбира и филмови се наоѓаат на репертоарот на кината кај нас и она кое што нашите гледачи и сите љубители на добрите филмови ќе може да го погледнат веќе и на репертоарот на Cineplex. Благодариме за утринското вклучување и постакуваме убав ден, се разбира, со успешно поменување на секојдневните предизвици кои што ги имат Нов секој. понеделник и за семејството. Поздрав и вас. Одлично. Јуле од дистрибутерската куќа МЦФМ, каде малку повеќе за филмот рековме и во киносалите, каде што всушност и влегува филма телевизија по утринската тема. Останува само да го избендираме нашето смути кое што е веќе подготвено и да го може да започне денот. Банана, јаболко и малини и мислам дека ме совршен одлична пијалок. комбинација, да.